Инфлацијата допрва ќе земе замав откако владата реши да не ги продолжи антикризните мерки. Експертите алармираат дека поради драстичниот скок на цените, инфлацијата во јуни ќе достигне 13%, а до крајот на годината може да се искачи и до 15%. Поранешниот советник во Министерството за финансии Бранимир Јовановиќ вели дека дури и владата да се предомисли и креира нов сет мерки или ги продолжи старите, додека тие да го поминат собранискиот филтер ќе помине премногу време. Штетите веќе биле направени, а просторот за маневар е се помал. Ако решат да ги намалат даноците или акцизите или слично, тоа ќе биде само некој привремено намалување на цените, кое што повторно ќе се зголеми за некој време, како што се случи впрочем и сега, откако ги воведе овие мерки, затоа што видовме дека иако постоја овие мерки, цените продолжаа да растат. Така што инфлацијата е веќе, би кажал, излезена надвор од контрола. Прашањето само колку ќе достигне, а некоја моја проценка е дека веќе можеме да очекуваме дека оваа година ќе имаме просечна стапка од 12 до 15%. Владата покажала незаинтересираност да се справи со инфлацијата, смета Јовановиќ. Вели дека или не знае што да прави, или пак не е гајле за граѓаните кои осиромашуваат. Оправдувањето дека нема пари во буџетот за него е измислица. Ниту капиталните проекти ќе се завршеле, ниту пак доволно се скратило, па финансии во прекроената државна каса и тоа како можеле да се најдат. Одбивањето на една социјалдемократска влада да ги продолжи мерките за поддршка на животниот стандард поради Јовановиќ е катастрофален потек од кој политички СРСМ многу ќе изгуби. Не име гале за сиромашните, но владата покажува и основно економско непознавање, затоа што со овие мерки што ги направи сега само дополнително ќе ја убие економијата, ќе ја дозакопа економијата, затоа што луѓето се помалку и помалку ќе купуваат. Значи дека владата сама си ја сече гранката на која што односно си прави уште поголема штета, односно уште повеќе ги иритира. Го иритира населението и практично ги повикува да излезат на протести. Државите членки на Европската унија интензивно креираат мерки за помош на граѓаните и стопанството. На разни начини, преку ограничување на маржите и заработките на трговците, ги одржуваат цените на колку толку прифатливо ниво и покрај енормниот раст. Земјите од соседството пак воведоа уште подрастични мерки за замрзнување на цените на храната и горивата. И покрај напорите, еврозоната забележа рекордна инфлација во последните 25 години од 8,1% во мај, но сепак пониска од онаа во Македонија од 10,5%, највисока во последниве 28 години. Кај нашиот најголем трговски партнер Германија, растот на трошоците за живот достигна историски највисоко ниво од 8,7%. Не само владите, туку и Европската централна банка најави подигање на каматните стапки во борба против инфлацијата.